Божи благослов. Потреба од молитва. Тоа е темата што ќе размислуваме за овој час. Со молитвата допираш до Божиот престол. Вистинската молитва не е само резигнација, во смисла помирување со судбината дека ништо не може да се промени со нашата молитва, ниту пак е пасивно подредување. Туку, таа е борбена и освојувачка пред Бог, или упорно барање и истрајување до целосно исполнување, исто како Јаков што се бореше. Со што се бара промена во народот и постепено да се спроведе Божјата волја на подобар и поефективен начин во животот. Божите цели и крајната намера се непроменливи, но неговата непосредна волја е променлива. Затоа имаме докази во Библијата. Продолжување животот на Езекија за 15 години, така што може да се влијае со молитва и да се менуваат нештата. Молитвата е сооднос син-татко и подразбира диалог во кој човекот предлага, а Бог одредува. Човекот го подготвува своето срце, но од Господ е одговорот на јазикот. Пословици, 16 глава, 1 стих. Или, ждрепката се фрла во скутот, но од Господ е секоја одлука. Пословици, 16 глава, 33 стих. Таквите молитви често пати добиваат облици на прашања пред Бог. Например, Мојсеј прашува: зошто, Господе, му нанесуваш штета на својот народ? Потоа псалмистот: разбуди се, зошто спиеш, Господе? Бог сака да ги промени нашите, односно неговите одлуки, но сепак ги разбираме само ако прашуваме и истражуваме. Бог сака својата намера во светот да ја реализира преку молитвите на своите деца. Бог ги знае сите наши барања и потреби пред да го помолиме за нешто, но тој сака сите работи да ги споделуваме со него и да имаме заедничка соработка за да се исполнат нашите потреби. Има моменти кога треба да се покориме, но има моменти кога треба силно да се застапуваме во молитвите. Ова подредување не е пасивно препуштање на судбината, туку препуштање на нашите желби во раците на живиот Бог, тој да одговори на нив, како сака и кога сака. Вистинската молитва не е исполнета само со барања, туку и со благодарност, признавање и обожување со песни или славење на Божјото име. Молитвите, според некои теолози, треба да почнуваат и да завршуваат со обожување на Божјото име, зашто во поинаква смисла би биле себични и усмерени само на потребите, без стравопочит кон Бог. Бог сака да ги чуе нашите благодарности кои произлегуваат од срцата. Сака да ги чуе нашите признавања. Затоа треба да се има на ум дека пред благодатниот престол не доаѓаме во нашето име, туку во името на Исус Христос, нашиот посредник. Така што секоја молитва треба да биде во името на Исус Христос, а не во името на нашето синовско право, зашто тоа посвојување што го имаме и да бидеме синови ни е дадено преку Христос. Многу луѓе размислувале што е молитвата. Например, Молтман смета дека човекот не може да се моли на Бог, туку само во Бог и Божјиот дух. Шлајмајхер смета дека делотворната молитва треба да биде во облик на славење и размислување. А пак Тилих смета дека молитвата треба да биде само вдлабочување во битието, а не менување на Божјата волја со молитва. Некои други сметаат дека молитвата треба да биде како еден вид искуство на воздигнување
за вклопување со бесконечното. Други пак преку молитвата сакаат да се запознаат самите себе на подобар и подобар нов начин. Трети во молитвата бараат можност за некое внатрешно прочистување и освежување за мир и спокојство на душата. Но, вистинската молитва не е магична формула, ни терапевтска техника. Молитвата е средба со живиот Бог и разговор со Него, при што Божиот Дух не оспособува за разговор. Тој се моли за нас со неискажливи воздишки, кога ние не сме во состојба да ги кажеме нашите потреби. Молитвата не е воздигнување од наша страна кон Бог, туку Божјо спуштање кон нас, така што средбата се остварува на наше ниво. Исаија вели: "О, да ги раскинеш небесата и да слезеш, за да им го јавиш своето име." Со излевање на Неговиот Дух, ние ја согледуваме својата немоќ и незнаење и бараме Неговата милост и помош. Не треба во молитвата да имаме скриени желби за моќ над другите или за прикажување пред другите дека имаме посебен сооднос со Бог, туку бараме искрена сила од Бог за да ја спознаеме Неговата мудрост и да им служиме на другите на подобар и поефективен начин, а тоа бара дополнителна сила. Молитвата со време траење добива неизбежен облик на формулирање на одредени потреби, без вистинско чувство за она за кое се молат христијаните. Но кога Светиот Дух го пробудува срцето, тоа вика кон Бог како кога малото дете со сет глас плаче и бара она што му е потребно. Тогаш молитвата влегува во сферата на библиската и пророчката молитва и започнува вистински разговор со Бог. Не треба никогаш да се препушти ситуацијата на емоциите, туку добро е црквата да има организиран облик во сите области на нејзината активност, па дури и во молитвата. Народот треба да го слави Божјото име и да го слуша Божјиот збор. Христијанската молитва пред се е интимна и отворена за другите да ја чујат. Интимна молитва е излевање на своето срце лично пред Бог без некој да е присутен, освен ти и Бог. Отворена молитва пред другите е она молитва каде што христијанинот се моли пред сите во црквата и ги изнесува општите барања, како за другите, така и за себе си, доколку има барања или благодарности. Има и таква молитва која може да се чита пред заедницата од страна на проповедникот или заедно со верниците. Таа молитва, ако е напишана искрено пред Бог, за да се прецизираат пред Бог барањата и потребите, може да се смести во облик на молитва која Бог може да ја чуе, но само која е израз на срцето, а не на устата. Но обично таквите молитви се претвораат во традиционални, и ако често се повторуваат, добиваат друга димензија, односно пригушување на духот. Најдобрата молитва е разумно излевање на срцето пред Бог и молитва во заедништво со Духот Свети. А вие, возлюбени, изградувајте се себе си во вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух, пишува апостол Јуда. Духот ги знае нашите потреби и како да го прослави Бог, и кога верникот е препуштен на Духот Свети, ќе знае да се моли на духовен начин, а не на телесен. Молитвата е како и дишењето. Ако престанеш да се молиш, остануваш без дишење. Бог да ве благослови. Амин.